Почитувани, добар ден. Почнуваме со црвена линија. Не користете мобилен телефон додека возите. Секој повик може да почака. Покажете грижа за вашата и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. Вака апелираат од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. Користењето на телефон додека се вози, зборување, го одвлекува вниманието и шансите да се биде вклучен во сообраќајна несреќа се поголеми за 23%, а пишувањето пораки на телефон е двојно поопасно, додека снимањето селфи е најстрашно. Сите учесници во сообраќајот користат мобилни телефони, возачи на автомобили, пешаци, велосипедисти, управувачи со електрични тротинети, со еден збор сите. Оно што денес ве прашуваме е како да се стави крај на оваа појава. Казни, едукација, општествено корисна работа можеби, дали најавениот безбедносен систем со камери Безбеден град ќе успее да стави крај на оваа појава. Имаме уште едно прашање за вас. Можете да го одговорите доколку не заследите веднаш на Инстаграм и кликнете на Инстаграм стори. Таму ве прашуваме. Дали најавениот безбедносен систем со камери Безбеден град ќе успее да стави крај на оваа појава? Имате, како што гледате, две опции за одговор. Да, не, кликнете на вашиот одговор. Ќе пресметаме, се разбира, во проценти, како и секогаш, и ќе објавиме таму некаде по рекламите. А секако со нетрпение очекуваме да почнеме со ова издание на Црвена линија, бидејќи секој од нас е активен учесник во сообраќајот. Дали како возач, дали како пешак, дали како управувач на тротинет или пак велосипедист. Како и да е, денес темата ни е употребата на мобилните телефони. Како да се спречи оваа појава или дали чувствувате дека се повеќе и се зголемува употребата на мобилните телефони во текот на сообраќајот? Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Поздрав до вас и до сите гледачи и слушатели на Телма телевизија. Големо благодарам. Па вака, овој член во Законот за безбедност на патниот сообраќај е донесен 2004-2005 година. Пред тоа не беше забрането кога се управува да се разговара на мобилен телефон. Така да мислам, јас еве 20 години од тоа имаат поминато, се повеќе и повеќе се употребува мобилниот телефон за време на управување со било кое превозно средство. Сега, казните мислам дека многу не можат да влијат, али со казните може да се мери. Превентивниот дел не може никако да се измери. Сега, а во текот на една година може да излечат статистички колку се казнети во одреден град за мобилни телефони. Еве, кажете ни низ улиците додека сте активен учесник во сообраќајот, дали како пешак или како возач, seедно, што забележувате? Повеќе зборување на телефон, повеќе гледање на социјалните медиуми, што би рекле ние скролање, или пак фотографирање? Највеќе е разговарање на мобилен телефон. Сега, моje мислење дека ова што се најавува со Безбеден град може да допринесе доста, али тука треба да се направат законски измени, тоа да помине во собрание, а не би се сложил дека нешто може со општо корисна работа. Тоа негативно може да се види со Законот за јавна чистота, каде што граѓаните одеа во општините, потврди фрчеа на сите страни, никој не плаќаше и пак Така, ќе подсетам, само внимавајте на тајмерот, но нема да изоставам да ви се заблагодарам за тоа што еве бевте и првиот гледач со кој што почнавме. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас, во Црвена линија сте, повелете. Дали безбедносен систем имаме? Ние немаме улици како што треба некаде, ни патиштата не се како што треба некаде, а не па да успееме безбедно да возиме по градот. И камери, не да ставиш камери, да му ставиш на него камера во главата, па тој пак ќе сгреши. Такви се нашиве луѓе. Не можеш да ги оправиш. Што да изборуваш, како да изборуваш. Еве сега гледаш. Ја да сум сега на Мицко на местото, ќе ги земам оние амбасадорите сите. Да се вратиме на темата. Кажете, ве молам.
Кажете, ве молам да се врати. Зошто не ме слушате? Не ве разбирам. Вратете се на темата. Денеска исклучително е важно да слушаме од сите вас, бидејќи мора да признаеме се повеќе има незадоволство и меѓу учесниците, особено и меѓу учесниците во собраќајот, кои што сметаат дека собраќајот некако како да е вон контрола во однос на почитувањето на правилата, совесното управување пред се и со возилата, но и совесното однесување и на пешаците, што значи денеска зборуваме на темата употреба на мобилен телефон. Што е она што го забележувате вие како учесник во собраќајот? Еве, ајде од таму да почнеме. Добар ден. Ало, добар ден, Тима. Поздрав до вас. Благодарам, поздрав и до тебе. Не сум се јавила одавно, се некако темиве не ги знам, а сега денеска ме погодивте. Па да ве поздравам после долго време. Драго да ти ни. кажам најискрено, да. Да ти кажам најискрено, јас еве како пешак да излегувам од дома, па што маж ми нешто ми мрчи, не ми дава да зборам дома, и ја телефонот у рака. И зборувам по улица, и тоа воопшто не е во ред. Сум приметила дека кај што нема семафори на пешачки зборуваат на телефон, не се врзат ни лево ни десно, него си шиша не е во ред, значи заради тој што вози, па така ли е? Значи треба и ние пешаците да внимаваме, еве јас сама си се критикувам, па затоа одам на кај парк, таму на никого нема да му пречам. Ми пречи што ова, ете така, на пешачки зборува на телефон, може нема да ме примети, дека јас треба да го поминам, па може и да направи белја. Значи, секако, Тина, не само ова безбеден град, туку јас мислам дека треба и милиција повеќе да има на улица, па да реагираат и на нас пешаците, и ние сме несовесни, на возачите секако. Значи, воопшто ние сите сме несовесни. И овие што возат тротинети, и овие што возат велосипеди. Еве, мене завчера ми се случи, чекам автобус на автобуска, значи позади автобуската е за велосипедите патеката. Тој ќе ме згазеше, јас тука чекам, нели така е, на самата автобуска. Значи тој ќе ме згазеше мене со велосипед, значи заврти кај што ти е Ќе подсетам само, контролирайте го времето, внимавајте 90 секунди, затоа и го објавуваме тајмерот. Благодарам Иве што подолго време и повторно ни се вклучивте во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Hvala. Кратко и јасно. Едукација на народот треба прво да се поделат еден месец флаери по раскрасниците, кај да стојат луѓе, нека им делат. Прво тоа треба да ги опомениш, па после тоа казните нека следуваат. Барем ти си го опоменал виш. Од моје мислење тоа е. Тоа да додат флаерите како еден вид жолт картон пред исклучување. Тачно е. Ти опомени го со тие флаерчиња, едукација, давај му што треба, како треба да се работи, и после тоа месец дена тоа следуваат казните. И да се бунат, извини бате, јас ве обавести, месец дена ви дадов да се прилагодите и со вожњите, и со телефоните, и со се. Ете, тоа е од мене, многу Според фала. вас, кој повеќе ве зборува на телефон? Пешаците, возачите или пак и двете страни? Ма сите се. И на пешачки поминуваат со телефон, не гледа лево, десно, дали тој ќе помине на црвено или на жолто, баш го гајле, брат. Се занел во телефонот и тоа е. Али треба прво со флаерчиња да се пуштат, па месец дена нека кружат флаери из цела Македонија и после нека следуваат казни. Нема љутиш. Ете, Ајде да тоа е прашаме и ова, дали според вас најавениот безбедносен систем со камери безбеден град ќе успее да стави крај на оваа појава? Ќе успее, само знаеш што, прво треба, кај што има негде прилагодени места за семафорите да се тргнат, можат кружните тек. Так. 90 секунди, но еве ве охрабрувам сега, ако сакате дополнителни 90 секунди, линиите се отворени. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас. Мирослав по телефон. Голем поздрав до вас, господине Мирослав. Видите, тоа тие камери, по моје мислење, ќе заживеат по аеродром, по Карпуш, по Кисела вода, по Битпазар, по Топанско поле, по Чаир, верувам дека нема да заживеат. Тоа е една работа што се ја во емисија, а втората работа, ќе ве молам, камерите као камери, сообраќај као сообраќај, еве сега што правиме, еве ви жив пример, 2 или 3 дена беше ситуација човека што удри девојка.
со кола, а земете камерите, одма отидете на лице место, во железара, кај што се гради нова зграда, колку има земја испрлано и узурпирање пешачкиот пролаз. Това подхитно да го земете обзир. Одма после емисијата или сега да отидете, да видите. Елена Лука пише на оградата. Значи, узурпирање просторот, тротоарот на пешаците. Кој сега тука ќе го реши проблемот, да видиме. Во вторник од понеделник не ме паѓате за збор, удрене тука девојка со кола. Нема кај да помине и од озгора идејќи ја удри кола. И човекот не може би крив. Кој тоа ќе го реши сега? Камерите. Во ви реков, кај ќе заживеат, кај нема да заживеат. Колку што заживеа контролата на градски сообраќај. Благодарам многу и благодарам многу пред себе што споделивте уште една проблематика која што во однос на безбедноста во сообраќајот е тоа колку имаме узурбирани површини сообраќајни кои што сушност имаат намена за користење во сообраќајот, се узурпирани на ваков или онаков начин, односно се целосно недостапни за оние кои што треба да ги користат. Добро е, затоа и ве имаме во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Во однос на безбедносниот систем во сообраќајот, така? И во однос на тоа користењето на мобилните телефони, кој што е во експанзија од година во година, се повеќе и повеќе и причина за појава на поголем број сообраќајни незгоди. Јас ги прашувам сите, како можеа порано да возат без телефони и мобилни? Нека ми одговорат сите што кажуваат дека мобилниот телефон мора да се користи кога возиш или кога си пешек. Не може, не мора да се користи. Се има можност да се чека. Сега дошле до мобилните, нека одат во странство, нека прават така како што прават тука во Македонија. Како почитуваат се во странство. Значи во странство може да ги почитуваат законите сообраќајни во све, и за брзина, и за све, и за алкохол, и за све. Во Македонија ќе дојдат од таму со странски коли или тука граѓаните на Македонија не почитуваат со мобилни телефони воопшто. Каква е таа психологија и каква е таа култура да не почитуваш во сопствената држава законот? Значи морало со телефона да поминиш на пешак или да возиш со телефона на мобилен да збориш. Според вас, каде е решението, Еве, да се однесуваш онака како што треба и дома, како што се однесуваш и во странство кога ставаме збор за правила во сообраќај? Зависи од психичката состојба, кој му дава нему право да возите и кој му доктор му подпишал да вози кола или да биде учесник во сообраќајот. Значи кога одат на комисија, треба психологот, психијатарот таму, значи да се обави разговор за таа личност, да го процени дали тој ќе почитува или нема да почитува. Значи до психичката состојба е негова. Дали ќе крени телефон или нема да крени. Така, благодарам многу и вам за тоа што споделивте какви ставови и размислувања имате со останатите кои што ја следат црвена линија. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам. Като ви кажам безбедносни камери и сега имаме, ве гледам по семафорите, јас се движам многу, сум пешак веќе и тоа со километри, меѓутоа гледам камери. Меѓутоа ништо, еве, што се случи со девојчето, има безбедносни камери, да не навлегуваме, да подсетуваме сега што се случи, како го не можеа да го најдат на безбедносните камери, не работеле. Па не можам ја да сфатам како може, па тука мора да работи таа безбедност. Видите, знаете што е кај нас, точно треба едукација. Меѓутоа и едукација еве нека има. Ќе видите дека нема да успее таа едукација додека некој не биде лично казнет. Или еве лично да му се даде опомена прва. Значи, зборам да лично. Иначе со флаери, вака ние сите го знаеме ова дека не е во ред. Јас со живот телефон не носам. Кога сум и во маркет, ако ми задзвони, јас само го исклучувам. Значи, уопшто не користам телефон кога се движам или еве ако некој исклучувам одма. Еве што забележувате практично на лице место, се зборува повеќе на мобилниот телефон, се пишуваат пораки или можеби повеќе сликање, фотографирање?
Ова за мене е повеќе мода, како да кажам, ја тоа веќе не сакам да повредам некого, меѓутоа е нешто не живеано за мене буквално. Па телефонот се знае зошто е. Ти џони се јавиш ово она, ако сакаш да разговараш, седни негде кај разговарај. Што е ова, оди со телефонот и ставиле слушалки, што ти ја знам и уопште не реагира како лакото. Значи кај нас на лице место. На лице место еве нека биде опомена, нека не биде казна, додека не се на Ќе подсетам 90 секунди, внимавајте на тајмерот, ќе се заблагодарам и секако останете со нас да слушнете останатите гледачи какви одговори ќе дадат во издание на Црвена линија. Добар ден. Добар ден, во линија сум. Да, секако повелете во Црвена линија сте. Овде Ајановски Ташо. Безбедносните системи, камери ќе бидат безбеден град за нас граѓаните со помош на Министерството за внатрешни работи со Панче Тошковски, која ќе бидат снимени, одма да бидат санкционирани. И ако нема на таа делница, да речеме, камери, ние како граѓани можеме да го кликнеме колата или регистрацијата. И по тоа може одма да биде санкциониран. Ја имав еден случај на 5 септембар, правев 40 годишнина брак. Отидов да си земам пивце, не ми достигна. И му викам на господинот: господине, вие немате право на зебрата. Кој си ти натаму? И јас сега се враќам назад со пивцето во рака. Горско пиво. Тој од таму, од кај Тинекс, кај владата, на кај соборниот храм, со голема брзина, со отворен прозор, фрли, речи го. Јас секако ќе ви се заблагодарам и уште еднаш ќе укажам, внимавајте на тајмерот, 90 секунди се одредени за едно јавување. Ете како тече дискусијата со вас, можевме да слушнеме најразлични одговори, размислувања. Интересно што беше напоменато дека може би огромен проблем и во сообраќајот се узурпираните сообраќајни површини, но како и да е, денеска темата е во однос на употребата на мобилните телефони. Па и ве како учесници во сообраќај, што забележувате? Дали повеќе се пишува на мобилните телефони, многу се зборува додека сме активни во сообраќајот, или пак може би уште полошо се следат новите објави на социјалните медиуми, па се прави по некое селфи, се фотографира, како и да е, сето тоа го одвлекува активното внимание, кое што е исклучително важно во учеството во сообраќајот. Добар ден. Добар ден. Повелете. Видите вака, јас за оваа тема што имате ви отворено, јас сум пензионер од Охрид. Види вака, ова што се вози со телефони, што се зборува, што се прејавни ти работи, милицијата ја наоѓам крива, зашто таа е многу добра. Нашето македонче само треба да го казниш, кој ќе го удиш по джеп и да не може никој да му ја скине казната, тоа ќе се памети. А второ, за зборување со телефони мобилни во возење, за пример се прво полицајците и инспекторите што седат в кола и си изборуваат пред работи. Поред тоа, јасно треба да ви е. Според вас, каде ве гледате апсолутно чаре, дури оние кои што треба нели да го спроведат редот, ете се на некој начин корисници на мобилни телефони во истиот сообраќај, како може да се реши тоа? Само казна. Само казна. Добро, и што забележувате најмногу? Еве откривте дека дури и нели полицајците се оние кои што умеат да користат мобилен телефон. Но што прават најчесто учесниците? Зборуваат, пишуваат пораки или пак можеби прегледуваат што има ново на социјалните медиуми? Или се сликат? Што си сака, си то си работа. Што си сака, то си работа. Тоа порано беше да имаш качика, без качика возат први полицајците. Да се врзал со појасот, први тие не се врзани. Да не се збори на телефон, тие се прво врзат. Поред тоа,
пример добар даве ти е прво. А иначе ако ќе можеш да го казниш и полицајцот, тогаш не ќе морам јас да зборам и да се... Благодарам многу, поздрав до сите охриѓани кои што не следат во моментот. Ете, можевте да слушнете уште едно интересно сведоштво од гледачот. Добар ден. Или пак може би... Ало, добар ден. Добар ден. Само вие редовно ни се јавувате и мора да знаете дека треба да се намали тонот на телевизорот. Готово на нула е, Тина. Сега вака, убаво е, знам дека редовно не следите од Германија. Да. Дали во Германија употребата на мобилниот телефон е исто така нешто што постојано го забележувате како што е случај овде во нашава земја? Тина, се забележува, ама поредко, вака Тина ќе кажам, пошто има систем кај нас во Македонија, ама системот не се поштува. Сега, не се поштува ради тоа што кај нас е многу поврзано пријателство. И ако направи некој нешто, одма трчи, ако му дојде пријава, трчи, бара пријател, казната се цепи, јас сум очевиден да сум тоа гледал, по пријателство се работи, се фрла у корпа. И дали во Германија ве постојат обиди да се скине казна, да се... Никако, Тина, никако не постои, нема шанса, драга водителке, верувајте ме. Зошто нема шанса? Еве, што се случува кога се стори тоа? Тоа сакаме да слушнеме. Си плаќа, Тина. Апсолутно си плаќа. И ако не плати на време, ќе добие опомена која е поскапена казната. Ме сваќате, Тина? Така, казна со камата. Да, со камата така. Нема шанса тоа. И ради тоа е најлошото кај нас што функционира пријателството. Тина, сите ве поздравувам во телевизија Телма и ве сакам да сте живи и здрави, да имате убав ден. Толку од Деда Сави. Благодарам и за учеството во Црвена линија и сега кој нам ни е драго и голема чест што еве дури и со оглед на тоа што живеете во Германија не пропуштате шанса да бидете дел од секој издание на Црвена линија. Ве поздравуваме. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве молам, намалете го целосно тонот на телевизорот. Ме слушате? Да, сега е подобро. Повелете. Ама намалете го тонот на телевизорот. Да, се извинувам. Тука е Маки со име ке се поставам од Струга. Голем поздрав до вас, господине Маки. Како е во Струга во однос? Голем поздрав телевизија и до сите гледачи. Големо благодарам. Нешто се работи, гледам вака за темава безбедности со камерите во Македонија. И употребата на мобилните телефони во рамки на сообраќај. Да, на сообраќај. Ево вака се со кола воза моментално, на сообраќај има камера и полицајецот нормално си има клајна на кошулјата камера. Ме застават и казна ми пише примерот за 150 евра дека брзо возев и сега треба автоматски да платиш пред камера, вика да платиш автоматски со камера. Ако работиме со система со камерите, така прави пример полицајецот и ја плаќам со картичка 150 евра. Безбедна ми е држава, да. Посебно сега како што влезе сега ова власт, ќе видиме како ќе биде со овие камери. А еве во однос на употребата на мобилниот телефон, откривте дека сгрешивте, дека брзо возите. Како може да се спречи оваа појава користење на мобилен телефон додека се вози, додека си активен учесник во сообраќајот, па дури и како пешак? Ете така, убаво прашање ми поставивте. Тоа е фактички проблемот кај младината, повише кај младината, дека телефонот може да го стои доколку на разговор, може да стои доколку на порака, а може и да направи поголем проблем и во сообраќај, и за тоа повише има казни. Например, мене ми звонале, дојди на борзина на тоа и град, и на телефон доколку не појдам на борзини, така ме казни пример полицијата. Сакам да ти кажам, доколку е полицијата на сообраќај, има камери, има сите работи. Така, благодарам многу, драго ни е што споделивте вие како лично искуство сте имале и секако што дадовте одговори на нашите прашања. Продолжете да не гледате и поздрав до Стружани. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Поздрав Тина од Неготино. Па еве во Неготино се зборували многу на мобилен телефон, се користили кога... Да,
Да, не можеш ни да поминеш, не те ни става ни рецка. Не верувам. Не камери, ако сакат и полицајци, нека стават ден и ноќ, тие што намислиле, тоа што сакат во колата, тоа ќе работат, возат пијани, поспани, разговарат на телефон. Не гледат има ли човек на пешачки, баш му е гајле. Повеќе се воде рачун, куќето се згаде него ли човек. И пак се тие во право. Еве, например, кај нас во фамилијата, мојот син пред 2 години го удрија на пешачки премин, уште едно метро да се ја помене улицата, и пешачкиот премин за 2 дена го избришаа дека не постои, со цел да му се прекријат трагите на Коло Мицев. Да не давам имиња, ве молам јавно, ве молам. Кажете ми, еве, каде гледате чаре во тоа да се спречи ваквата појава на непочитување на правилата, особено употребата на мобилни телефони? Никаде не ја гледам. Тие се деца на моќници и сите се поврзани со адвокати, суди, градоначалници, сите се во нивни раце. Никој ништо не им може. Само тие се деца на гастарбајтери, а за нив ќе платат децата на сиромасите. Кај ќе падне жарчето, таму ќе горе. Пример случајот со докторот во Железара што го отепа. Еве има поминато неколку месеци. Нема ниту трага, ниту глас. Благодарам многу за учеството. Поздрав до вас и секако до неготинчани. Да се држиме до темата, оно што денес зборуваме во однос на безбедноста во сообраќајот, но и употребата на мобилните телефони како фактор за можеби се почеста појава на сообраќајни незгоди и прекршоци. Кога зборуваме на сообраќај, не мислиме само на активните возачи, дали на тротинети, велосипеди, автомобили, туку особено и на пешаците кои што умеат и како да го користат мобилниот телефон, кој што им го одзима вниманието, а со тоа се практично полуотсутни во сообраќајот, кој што може да биде фатално. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав и до вас, во црвена линија сте. Се слушаме? Да, повелете. За зборување на мобилен телефон, полицајецот кој ќе го фати да му го земи телефонот и да оди он после останица да си го купи поново, ама да не биде испод 500 евра телефонот. За каиш деносење 200 евра. За брза вожња 1000 евра. Ако се стават такви цени, ќе се размисли тој ќе вози така. За паркирање непрописно на патиштата кај што ќе застане низ градот или било каде, исто 500 евра. Сите тие казни кога ќе се наредат, па ќе се праша на некој дали ќе застанат или дали ќе вози брзо и дали ќе зборува на телефон. Се превенција е казната, дебела казна. Не ми смета мене казната 5000 ако треба евра, нека ме казнат ако ме фатат. Јас и децата кажам, знаците, каишот, телефонов торба. Не сме. Ако сакаш да телефонираш, ќе се паркираш на пат десно, изврти го телефонот, пак в торба стави го и настави да возиш. Ако сакаш да бидеш и безбедна, и сигурна, и без казна да Дали според вас најавениот безбедносен систем со камери безбеден град ќе успее да стави крај на оваа појава? Видете, и камерите помагат, колку помагат, реков. И на камерите, ако се фатат, само дебели казни може да спречат. Иначе, што сакате каредат. Благодарам многу за јавувањето и пред да вклучиме гледач, накусо само да ви пренесам дека имаше и истражување во април месец оваа година. Интересен наслов, брзи снимени, односно за сообраќајното дивење на социјалните мрежи. Но ќе му дадеме предност на гледачот или гледачката, потоа и ќе ви откриам дел од овој текст. Добар ден. Добар ден, Акаш. Секако вие имавме гледач од Охрид, да слушаме вие што ќе кажете, како е во Охрид во однос на употребата на мобилните телефони во сообраќај. Сега е хаос. Толку многу има гости, а да ви кажам најскрено, значи секој во просек има по 1,5 телефон, така да стварно значи не се почитува значи каде, кога и како се зборува. Меѓутоа, претходниот кажан казни големи. Меѓутоа ја не сум за парични казни, него
одземање на возачката дозвола на оној кој што ќе зборува на телефон. Значи, кој пребрзо вози. Да се преиде тоа во одземање на возачката дозвола на прекршителот, значи минимум 6 месеци до доживотно, зависи од прекршокот. Верувајте дека сега дојде ерата дека без возило не може. На некога ако му одземеш возачката дозвола, да не може да го користи возилото, верувајте како да си го осудил на смрт. Тогаш ќе размислат сите тие дали ќе зборат на телефон, дали ќе возат пребрзо, дали ќе даваат предимство на оној кој што значи треба да го пропуштат, тогаш ќе имаме успех од тие камери и слично. Но тие што ги читаат камерите тамо, што ги пратат, да не бидат подкупливи, значи да има на камера, дали тој има значи нешто шкртнато, некого да го прескокне. Тогаш ќе имаме успех во сета таа работа. Додека на семафор оној кој што зборува, автоматски да му биде значи на него одземен телефонот, да биде казнет тука парично, не можеме другче, парично да биде минимум од 300 евра, ќе размисли дали ќе зборува или не. Поздрав! Поздрав, благодарам многу за вашето јавување и ве што ни пренесовте и во Охрид во моментот како е. Кога зборуваме за текстот брзи снимени, односно за сообраќајното дивење на социјалните мрежи, односно видео од возач како развива 238 км на час на автопатот покрај Скопскиот аеродром, може да се најде на социјалната мрежа TikTok. Во друго видео, совозач снима претекнување со голема брзина на Скопската обиколница. Има и објава во која македонски корисник на TikTok сам се снимал како на пат кој според формата и теренот изгледа како делница меѓу Велес и Штип и развива брзина од 201 км на час. Со кратко пребарување на ова и на други социјални мрежи може да се најдат видео од несовесно возење во урбани средини, претекнување од недозволени сообраќајни ленти, возење во спротивна насока и други. Ги нема многу, бидејќи според корисниците на TikTok, таквите содржини почесто се пуштаат во живо и потоа исчезнуваат за да не остават траги. Некако и социјалните мрежи стануваат активен, односно составен дел од секојдневието, особено на младите, па дури и на возрастните. Па еве имаме и вакви ситуации кога станува збор за загрозување на безбедноста во сообраќајот, се со цел да се стекне популарност на социјалните мрежи. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Сакам да кажам некои работи кај нас што се прави сега во моментот. Пред 2 дена на Сител имаше интервју со Тошковски, што е министеров, и он кажува дека наводно вршели испитувања сега кој систем да го превземат Германија или Австрија или ово, тоа е само вадење и правење шеми, бидејќи во Англија, каде што сум живеел долго време, исто како во Германија, кога ќе го слика камерата, автоматски е поврзана, нема луѓе, нема контакт со луѓе, нема бришење, нема вадење, ставање. Министерот за земјоделие во Англија лежеше 6 месеца затвор за прекорачување на брзина. Ја пријави дека жена му возела, кога се разведоа, кажала, она изјава дала дека она не возела, 6 месеца лежеше затвор. Значи, треба, кога ќе се снима човекот што возел, цел систем го знам, како беше, оди автоматски во компјутерски центар. Компјутерскиот центар ги проследува директно казните до возачот. Печатач, принтер, све комплет е автоматски. Само проследувањето е автоматски, само доставата, мислам, требаше да види дали ќе се одреди преку пошта, да му се биде доставен или имаш уште еден начин. Ако имаат податоци од него и на телефон може да биде информиран со СМС. Прво, тоа е многу важно. Второ, имаме многу неваспитана, Господа ми прости, и моите деца исто. Исто и они зборат со телефон, нема да лажам, и стално се расправам со тоа за Bluetooth. 10 евра кошта Bluetooth, поставување на секоја најстаро возило, 40 години старо. Ке подсетам, внимавајте на тајмерот. Благодарам многу, еве, што споделивте ваше лично сведоштво и искуство, тоа како е во Англија, барем на што сте го виделе, спроведено и реализирано во однос на, слободно ќе кажам, брзопотезна реализација на спроведување на казна, односно
која што е резултат на прекршок во сообраќајот. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Намалете го тонот на... Дали се слушаме? Ало? Добар ден. Гледам дека друг беше нешто, ама се искишни. Е, тоа дека не е намален тонот на телевизорот. Не, јас намалувам секогаш тоа на телевизор, него ми е рекоа дека пред мен има човек за тоа. Повелете. Не е битно. Види вака, мене, ја не го сметам ова за демократија, значи поставување камери, знаеш, навлегуваат во интимата на луѓето. Значи... А како може еве да се направи прегледност кој земјава според вас прави прекршоци? Тоа полиција имаме на број на граѓани в државата, значи имаме дури несразмерно поголем број на полиција в држава од бројот на граѓаните, значи каде што треба да покрива полицијата према жителството, и ништо изгледа не работа тие, значи пушти ги нив, тие се за тоа да видат на терен, да пратат, да видат ситуација. Друга работа, камериве кој што се влегува со кола у зона каде што се снима, треба да бидеш предупреден. Со самото тоа што кога ќе видиш знакот дека те снимаат, нормална работа е дека нема да дивееш. Самиот ќе си речеш ако дивеам, значи ќе ми изгорат. А друга работа, јас сум пре за она пропорционалност на казнивост. Значи кога ќе направам ја прекршок со нека плата од 600-700 евра максимум, да платам една казна за некој, да речеме, пребрзо возење, а некој што зима 200 евра, не може да го казни чисто како мене, ама некој па што зима 100.000 евра плата, а со истата казна како мене што ме казниле, па него да го казниш, тој стално ќе диве и ќе беснее. Поздрав. Така, благодарам многу за вклучувањето. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Прво поздрав до вашата емисија. Благодарам многу. До госпоѓа Тина. Благодарам. И во однос на емисијата, сакам да кажам дека тоа е добра идеја да се постават безбедносни камери и да се пратат тие камери возењето на возачите со која брзина. И го делам мислењето исто со овој човекот од Крушево, ригорозни казни за пребрзо возење, одземање возачката дозвола и возилото да оди на преглед, па да го кошта џавол и пол, па ќе видиме ал ќе вози така брзо. Второ, денес исто зборуваме и за употребата на мобилните телефони од страна и на пешаците и сите корисници, учесници во сообраќајот. Момент, госпоѓо Тина, вака сега. Втор проблем е користење на мобилни телефони. Да. Мобилниот телефон е противник на возачот, му го одзема вниманието и нема тој толку ефект од мозокот да го клучи со пирачката. Значи треба 1-2 секунди што е прекасно за да направи прекршак. Сепак безбедносните камери би завршили ува работа. Фала Тина што ме слушавте, убав ден, пријатно. Големо благодарам, ќе ви речеме и ние што учествувавте во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Баба Роска, како сте ми? Да, баба Роска е цела, како што е. Така, како сте ми? Па ја добро сум, еве сега супа ручам. На здравие. Со една рака ручам, со друга вртам, ама те добив. А ево за оние што возат со една рака, а со друга зборуваат на мобилен телефон? А утре ќе ги подигнеме наградите. Добро, а во однос на темата, оние што со една рака возат автомобил, со друга зборуваат? Јас сум многу против тоа. Во Македонија, колку што гледам, за хигиената, за возната, ако нема големи казни, никако не се допаметуваме. Само со големи казни, 1-2 јако да го шурат, друг па, малку на селски начин зборам јас,
А не, ми се смее синот Зејача, рекao така. Па така е, сине, да разберат и постари луѓе, не се модерно, ко вие што зборите. Тогаш нема на еден да го, пак ќе речем, да го казнат јако, нема веќе друг да доде. Дури син ми вика, и колата да му ја земат, вика. И јас сум за тоа. Што да кажем, не знам, ја не Па сум еве, а возач. пешаците колку користат мобилен телефон? Како? Пешаците? А и за пешаците ќе ти кажам друго. Јас сум забележила, Пинче, на Зелен базар. Од Зелен базар до амбулантата треба да има пешачки премет. Кај може сега... 90 секунди поздрав до баба Роска. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Интересно е што еве според онаа студија и истражување дека во многу земји во светот е забележано дека со популаризација на социјалните мрежи е зголемен и бројот на прекршување на сообраќајните правила, особено за користење мобилен телефон при возењето. Во Англија и во Велс, например, бројот на регистрирани такви случаи се зголемил од нешто над 9000 кои што биле во 2021 година, на речиси 18.000 во 2022 година. Според изјавите од полицијата, телефоните се помалку се користат за зборување, а се повеќе за снимање, додека се прават прекршоци. Па еве, како го коментирате ова? Дали ваквиот тренд го забележувате и во рамки на сообраќајот кај нас, односно дали можеби и желбата за популарност и да се биде неповторлив на социјалните медиуми преку некоја објава, сушност најчесто екстремни и недопустливи сообраќајни прекршоци се прават, се со цел, во наводници ке речам, колку сме бесни и храбри. А секако тоа дека не сме. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав. Поздрав до вас. Ви благодарам. Ја поздравувам и госпожата предходно што се јави, ручек јадет и на здравје нека му е на Роска, госпожата. Да, на баба Роска. Па така. До се за хаосот сообраќаен. Спасот е само системот со камерите. Верувајте, никој не води есап телефон, си разговара, си држи на уво, баш го брига. Кога би имале камери, се знае што е тоа. Се снима, се казнува. Нема тука тиле-миле, зашто кога е сликовито во суд не може да се ослободи и да не признава. Судот мора да донесе одлука и првично он е сега, ако има таа моќ и камерата да го сликал да го избегне, така им час. Меѓутоа тоа е спас не само во внатрешност, него и надворот по автопатишта. Верувајте, во некои западноевропски земји карабинерите, ние сме возеле 180 или 200 на наплатна рампа, карабинерот, видите, не допрати, вика, види сликовите тука, вика, казнети сте. Вика, одма казна или дај да ви удриме штембили во паспортот. Така, тие се единствен спас за нашиот хаос во сите градови, низ Република Македонија, се камерите на раскрсници, на пешачки и на автопатишта. А не сме запосле полицајци еден куп и како ќе постигнат тие. Благодарам многу и вам за вашите одговори во црвена линија. Добар ден. Алтина повторно. Да, поздрав, повелете. Во новите 90 секунди. Во новите, пошто доста се кратки 90 секунди за оваа тема. Значи, безбедноста во сообраќајот е комплексна ситуација. Во Македонија доста нема народот сообраќајна култура. Јас со оваа проблематика сум ја работел повеќе од 20 години. Така да доста и работилници сум држел предавања на оваа тема и со... Како еве во европските земји, слушнавме од гледачите, се креираше сообраќајна култура, кај нас е невозможно. Зошто е тоа така? Прашањето ви е одлично. Наши генерали од полиција уште 2004 и 2005 година појдоа Германија и кога видеа таму како се е системот нивни, беа многу воодушевени и кажа, одма и ова ќе го ние воспоставиме во нашата држава.
Ама кога излегуваат тие пратениците, дека ќе бидат снимани и некои директорчиња, функционери, исто и самите тие генерали, и одма ставија една кочница. Значи, ова не е од денес. Значи, треба прво едукација, а не е само мобилниот телефон. Има доста што управуваат под дејство на алкохол, опојни дроги и други недозволени супстанции, се вози доста повеќе од дозволената брзина, така да мобилниот телефон е еден од полесните прекршоци во сообраќајот. Но и објавите еве се причина нели онаа желба да бидеш популарен на социјалните медиуми, се снимаат клипови со сообраќајни прекршоци. Тоа е Да, тоа само за да се популарни на социјалните мрежи како. Така, благодарам многу за јавувањето. Знаеме дека има низа фактори кои што допринесуваат за се разбира прекршување на правилата во сообраќајот, загрозување на безбедноста како на учесниците, така и на останатите. Но она што денес зборуваме е за користењето на мобилните телефони во рамки на сообраќајот. Еве, дали сметате дека можеби се повеќе забележувате снимање или разгледување што има на социјалните медиуми, фактор кој што мора да признаеме не прави отсутни за било што, не само како возачи, туку и како пешаци, исто така зборувањето, но и пишувањето пораки. Што е она што сте забележале да е многу повеќе застапено од овие три компоненти, кога станува збор за употребата на мобилни телефони? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Се слушаме? Да, повелете. Вака сега. Значи, безбедносни камери прво треба да стават во судовите, каде што судат судиите и лапаат големи пари и секогаш победува онаа страна која што највеќе ќе му плати на судијата. Не се гледа таму кој е прав, кој е крив. Значи, во судниците, во болниците, каде што не се грижат за пациентите, све да се снима со камера и тоа да биде во посебни... Добро, ајде сега да зборуваме за нашата тема. Секојдневно сме сведоци на употреба на мобилни. Не, да кажам, а ова што е за сообраќајот, повторно истата песна, обичниот народ да му ја вадат маста. Значи, од казни да се полни државната каса, ништо друго. Значи, ова има влијание и Добро, како гледате решение? Еве да нема казни, што да има? Само да кажам, ќе ми отиде времето. Решението е тоа да, но да бидат сразмерни казните. Не може ти некој милионер таму лопожа што вози кола од 200.000 евра да го казниш исто као некој што вози Југо или 101 од 200-300 евра кола. Значи, да го казни со 500 евра, а колата му кошта 300 евра. Значи, мора да има сразмерност. Значи, и тие казни, сообраќајците не работат ништо друго, освен што имаат задача да казнуваат и да ја пунат касата. Дали си прав, дали си крив, тоа никој не може да докаже. Така, благодарам и вам за вашите одговори. Добар ден. Добар ден. Повелете. Златко Стојановски, намерно кажувам име за да кажам за еден случај со возење. Господинот полицаец на раскрсница од Црниче према Црвен крст надолу и према Југо дрво разговара на мобилен телефон, се отвара семафорот и јас од прва лента влегувам во втора, пошто тоа така е таму ситуацијата и он од втората треба да влезе во крајната. На застана на пешачкиот се расправавме и му реков, знаеш што, местере, ти требаше мобилниот да го исклучиш, да не разговараш и да бидеш малце поактивен во сообраќајот. И он мене почна дрско да ми се понаша. После, негде кај судска палата, они беа поставени за право, се вратија назад, јас сум тој возачот со синото камионче, ако можам да му напоменам. И се вратија во рикверс на среде раскрсница и ме запреа кај судовите и ми пишаа пријава, не најдоа ништо неисправно, сум немал ПП апарат. Прво треба да се казнат полицајците, и тоа најстрого, и да се избркаат од работа кога разговараат на мобилни телефони и учествуваат во сообраќај. Кој ќе го направат това, после нека почнат. Кога го поминавте, еве дека сте забележале дека зборува на мобилен телефон, каков одговор добивте?
Па ништо, ме запреа, после ми пишаа казна од 50 евра за непоседување на ПП апарат. Так, добро. Ето, Благодарам ето. Иве што во Црвена линија се вклучивте и вие и секако споделивте на што сте биле сведок. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум. Да, повелете. Добар ден, јас сум Невена од Елчево. Голем поздрав до вас. Апсолутно сум за безбедносен систем со камери. Безбедносен град, како што е насловен проектот, али тоа треба да се прошири не само во градовите, него секаде кај што има фреквентно кај што е место, и во помалите градови, и важното е да не биде само во Скопје. Не е предвидено да биде само во Скопје секако. Добро, значи на сите пофреквентни места. И една работа, не сме договорени со претходниот слушател, оваа гледач, кој што не знае што ќе каже. Имам случка од Костурина. Во претекнување на трактор ми пишаа казна дека сум возела, не знам таму колку, и 100 евра казна. Го ставиле ова радарот, полицајецот беше темна боја, сега дали беше ром, дали беше црнец, не знам, а полицајката цело време разговараше на мобилен телефон. И пусто не можеа друго што да ми напишат, оти јас многу пати ќе претекнувам, значи во населено место, ако тракторот вози 20, јас за да го претекнам 40 највеќе возам. Кога и реков на полицајката, ми пиша 90 секунди е време трењето. Благодарам и вам за тоа што бевте дел од ова издание на Црвена линија. Драги мои, време е да ве префрлам во светот на рекламите, а подоцна се разбери да ве ги соопштам резултатите од Инстаграм анкетата. Ајде сега да погледнеме како одговорија на денешната анкета. Оние кои што не следат на Инстаграм, ако не сте меѓу нив, заследете не и учествувате во утрешната анкета. А на прашањето дали најавениот безбедносен систем со камери, безбеден град, ќе успее да стави крај на оваа појава, со да одговорија 38%, со не одговорија 62%. Големо благодарам на сите вас кои што земавте активно учество и направивте едно прекрасно издание на Црвена линија. Секако драго ни е што секој од вас имаше можност и да сподели какви ставови и размислувања има околу темата, па дури и лични сведоштва. Но истите вас ќе ве поканам да останете со мене и да се дружиме и во Заврти на Телма, каде што денес ќе доделиме некому нов телевизор.